Квинтесенција со Ацо Станковски. Квинтесенција доаѓа од Аристотеловата филозофија за конституцијата на светот и постоењето, кое е конспирирано како комбинација од 4 елементи: земја, вода, воздух, оган. А петтиот елемент, кој ги соединува сите и ги регулира, е наречен квинтесенција. Неговото поимање е блиско до постоењето на духот во метафизиката или како космичка интелигенција во езотеријата. Добар ден, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, повторно тука во прекрасно место кое дава еден неверојатен видик на оваа палача на владата, која од чуден алуминиумски контейнер во распагање, во раѓасување се претвори во еден прекрасен тип на зграда која сите туристи ја сликаат мислејќи дека се работи за музеи. И навистина кога времето е вакво прекрасно и убаво како во сликите на Клод Моне, како еден импресионистички тип на амбијанс, навистина ова што го гледам од свој огромен прозор тука ме подсетува на Париз, на некој прекрасен град со историја, со голема културна историја, и можам да кажам дека навистина го исполнува не само окото, туку и душата. Но тоа е едно време кое навистина донесе многу градителски победи за Република Македонија, а сега сме на една раскрсница, во еден пресврт кој полека но сигурно се воспоставува пред нашите очи и пред нашите души, и ќе видиме што ќе се случува. Едноставно ние сме на некој начин ставени во ново големо премрежие, во нови промени кои треба да имаат своја логика и свој тек, и ќе видиме до кога сето тоа ќе трае. Денеска, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, ќе направиме една мала ретроспектива на нештата, како се случува и што се случува, барем што се однесува до нас. Граѓаните кои немаат никои посебни позиции во хиерархијата на политичката моќ и кои ги собираат трошките од дното на пирамидата, нормално трошките од оние зверови што горе, нали, се набутани во првите неколку, би рекол, скали од таа бескрајна пирамида, и тие трошки што се тркалаат, нели, во примарната состојба се големи комади, затоа што тие суштества имаат огромни усти и огромен апетит, и кога јадат паѓаат огромни парчиња, и тие се тркалаат по пирамидата и зависи кој како фати, а ние што сме на самото дно фаќаме само мали мршички и со тоа проаѓаме низ овој живот. Но за среќа животот не е само стомакот и неговите афери, туку исто така животот е и духот. Тоест она што се случува во главата и во висините над главата, нели, во оние астрални тела кои не се исклучиво врзани за телесноста, туку имаат капацитети да патуваат низ вселената, и внатрешната и надворешната вселена, што би рекле и екзотеричната и езотеричната вселена. И на тој начин, наблюдувајќи, слушајќи, разбирајќи, ги надополнуваат сите тие недостатоци на оној базичен анимален порив кој всушност како да доминира со времињата во кои живееме, а кој не води баш премногу кон некои големи радости, туку кон една себичност и страотен опортунизам што го гледаме на секој чекор и на локалната и на глобалната сцена. Инаку сменувањата се природни процеси и тие доваѓаат после извесен период. Чинам дека во независна Македонија ниједна партија и ниједна власт не успеала 11 години во континуитет да владее, а доколку не направеше некои грешки, ќе владееше уште повеќе. Меѓутоа, ете,
победи на изборите, сепак со два разлика меѓу тоа оркестрирање, тоа пакување на новото мнозинство се случи на многу непринципиелен начин, но со помош на една голема сила која диктира и која нели произлегува од тоа гигантско мочуриште кое се наоѓа во Вашингтон DC и од тоа чудовиште кое живее, а кое го нарекуваме длабока држава, и тоа едноставно ги поентира нештото. Иако се случија некои промени, сепак изгледа дека неолибералите цврсто се држат затоа што имаат огромни суми пари ставени на страна, а и би рекол, која е па таа нова идеологија што воопшто би можела да направи некои промени? Всушност, поаѓајќи од некои историски обсервации, би рекол дека нема нови идеологии. Старите идеологии кои се создадени фактички негде до рушењето на железната завеса се тие идеологии кои функционираат како автентични, како генерички идеологии кои се покренале негде при крај на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век и во текот на целиот 19-ти век, како и до половината на 20-ти век се формирале одредени идеологии, типични идеологии со стрикни правила на игра, но после рушењето на Берлинскиот зид и пропагањето на источниот блок, поточно рушењето на комунизмот во Источна Европа и во Советскиот сојуз, како всушност да дојде до деидеологизирање или подобро кажано до создавање на еклектична идеологија или еклектични идеологии кои ги протажираат разните партии кои се појавуваат на светската и локалната политичка сцена и каде што не гледаме нешто типично, туку гледаме одреден тип на комбинаторики, како што реков, еклектика една, каде што во една идеологија која себе се промовира за лева или десна, имате цел еден диапазон од разни идеолошки структури, произлезени од разни глобални идеологии кои на чуден начин се мешаат како турли тава во тие синтетички типови на идеологија кои едноставно функционираат во крајно прагматичен смисол. Значи, целта е создавање на што е повеќе можно поголемо влијание, значи политичко влијание кое генерира политичка моќ или моќ по себе и за себе и од себе, што значи дека она што се случува како материализација на таа моќ е капиталот. Всушност се работи за генерирање на голем капитал кој подоцна може да се пласира во дадени операции или акции или проекти кои ќе донесат одредена сигурност за сите тие мегакапиталисти да можат да се чувствуваат релаксирано, да не стрепат некој да не ги малтретира или уништи или уценува или било што. И на тој начин се формира цела една, би рекол, сосема нова структура на владење и на ингеренции на целата планета, а посебно во западниот дел од хемисферата. Инаку, сите луѓе кои се во некој традиционален однос кон сопственото минато и култура се љубители на тоталитаризмот, пред се на софистицираниот тоталитаризам, кои гарантират цврста рака и јасен поредок, и тука луѓето веројатно се чувствуваат прилично комотно, но и ангажирано, затоа што човек кој не е ангажиран пред се на еден идеолошки, ако сакате и романтичен план визави општествената стварност, човек кој се досадува и не знае што со себе да прави, па во тие моменти на неокупираност, на празнотија, да речеме, каде што неговите когнитивни дисаги не се наполнети со идеолошка субстанца, почнува да станува човек кој тргнува по еден маниакален пат, ако е невротичен и действителен, а пак ако е некаков пасивен тип, ќе дојде до таков степен на дефетизам и
и апатија што ќе стане всушност еден болен, еден инвалид кој страда од манична депресија и од тотална апатичност и безволност за живење. Тоа се случува денес со масите, значи имаме една група која е сосема апатична и депресивна, која е песимистичка и не верува во никаков тип на подобрување на состојбите што се однесува до општествената стварност, и тоа на глобален план, но и на локален план, иако тука треба да направиме дистинкции помеѓу истокот и западот, но и помеѓу југот и северот. Баш се сеќавам своевремено сретнав еден докторант на тие антрополошки студии, цивилизацијски студии, ако сакате, од Токио, Јапонија, кој студираше всушност, кој правеше студија за општествените, културолошките, идеолошките разлики помеѓу северот и југот. Тоа е многу интересна тема, затоа што овие дистинкции сега и дискрепанции ги гледаме токму на ниво на Европската Унија, затоа што тоа е еден унифициран модел, колку што е можно, нели? Но модел кој прави огромни дискрепанции и разлики помеѓу поведението на тие северни држави од Европската Унија и јужните држави од Европската Унија. Разликата е огромна, додека северот одлично ја користи Европската Унија за своите економски потенцијали и нивните дистрибутивни капацитети. Југот само се задолжува и станува некаков петоразреден член на тоа друштво, елитно друштво, кое само себе се нарекува елитно, но не знам до кога ќе имаа таа илузија. Но сепак гледаме како југот, всушност сите овие јужни држави, почнувајќи од Грција, преку Италија, Шпанија и Португалија, па до некаде и Франција, се страотно задолжени, значи влегуваат во робски однос кон интернационалниот банкарски систем, додека северните држави се сосема окей, колку што можат, нели, привредуваат, стабилни се, имаат силни капацитети економски, па дури Велика Британија излезе од Европската Унија, можеби токму поради тоа што југот е прилично импотентен, нели, како општество кое генерира вредност, додадена вредност, која не може да парира на северот нити по технологија, нити по организација, а ниту по оние аспекти на империалистичка волја која кај северните народи се уште постои доста долго време веќе, иако неколку пати тие се имаат страотно судрено во две светски војни, како резултат на тоа, да речеме, еве, ја гледаме Германија, иако е економски гигант и джин, всушност е политичко џудже, кој е неспособно да спроведува политики и да диктира своја волја, туку на некој начин е еден вид на папет на длабоката држава која произлегува од мочуриштето на Вашингтон, ДС, честопати одејќи против своите интереси ги едноставно аминува сите побарувања на оваа елитна групација на владетели на планетарно ниво. Единствено што таа длабока држава не може да воспостави доминација се моćните држави на истокот, како Русија и Кина. Тука исто така би можел да ги вбројам и Северна Кореја, но и Иран. До некаде може би Индија. Пакистан ме изгледа прилично расклиман поради терористичките активности на ИСИЛ, кои на некој начин ја деградираат моќта на оваа исто така нуклеарна сила, но од прилика тоа би биле тие држави кои можат со голема сигурност да се спротивстават на длабоката држава, па дури и да ја победат доколку дојде до нивен конфликт, што се вика на отворено, иако длабоката држава во последниве децении работи на еден суптилен начин, користејќи ги, нели, парите, моќта на парите и користејќи ги своите
агентури, своите мрежи на агенти кои ги распостила по сите unfriendly делови на светот и се обидува да ги стави под свое, нели, да ги кутне како што тоа беше со Русија во времето на Елцин, пред тоа до некаде со Горби. Горби беше навистина еден наивен политичар, би рекле, и тука гледаме како често пати моќта на едно општество зависи од лидерството. Значи, Горбачов е еден еклатантен пример како лошо лидерство, недоволно моќно, со самодоверба лидерство крахира до степен на тотална катастрофа општествена и губење на статус на империја, и тоа за неколку години, што е наистина фасцинантно како брзо и да тие нешта. А потоа Елцин веќе беше еден голуб кој произлезе од ќумезот на длабоката држава и тука дојде до уште поголема десолуција на тоа општество, се додека КГБ или тајните структури на КГБ не го извадија на површина Владимир Владимирович Путин, кој направи пресврт. За Кина тоа е на друга мудрост, тие беа доволно паметни да не го растурат комунистичкиот систем, туку да го реновираат со еден неверојатен план, повторно еклектички план, значи да речеме една синтеза на или смеша, ако сакате, или која базира на толеранција, и тоа на тој стар комунистички модел кој тежне кон просветлена диктатура, кој тежи кон еднопартизам и јасни односи во државата и хиерархијата на политичката моќ, а од друга страна пак воведен е капитализмот како економија кој сосема делимитиран и секој што сака да влезе во приватниот сектор може да прави милиони па да стане дури и милиардер. Има предуслови фантастични, регионот, Пацифичкиот регион е веројатно најбогат, најперспективен и најпотентен и економски на сите планови на планетава. Има огромен број на луѓе кои го населуваат тој дел. Сама Кина е скоро 1 милиарда и 500 милиони луѓе, што значи еден гигантски пазар. Тие влегоа во една мимикрија, да речеме, се понудија да бидат економска колонија, кога Западот процвета и доживеа крешчендо нивниот план за освојување на светот и уништување на структурите на Советскиот сојуз како конкурентски и спротивставени, и едноставно дојде до ситуација кога тие влегоа во економска разврска, мислејќи дека на тој начин ќе ги колонизираат овие моćни земји, како што се Кина и до некаде Индија, но се случи токму обратното. Всушност се случи да кинезите беа трпеливи, 10-20 години трпеа, беа ставени во позиција да бидат колонизирани и експлоатирани, но ја усвоија технологијата на Западот, ја апгрейдува и веќе сега се независни и имаат свој highway за да се развиваат и да шибаат кон едно господарење, една доминација, една моќ која веќе длабоката држава никако не може да ја скроти. Квинтесенција со Ацо Станковски. Повторно во студио, драги слушатели на Радио Слободна Македонија, која емитува во боја, иако нашата реалност станува све по-црно-бела и по-црно-бела, но и црната и белата се бои, нели? Така викаат мудреците. Во секој случај доваѓаме до ситуација кога треба да ги промислуваме сите овие реалности кои се случуваат, за да не бидеме затечени, изненадени, може би шокирани, а тоа не е добро по нашето здравје, посебно по нашите нерви. Но во секој случај нештата се случуваат онака како што треба да се случат. Реалноста никогаш не е ни така добра како што очекуваме, ни така лоша како што се плашиме дека ќе биде. Тоа е нека резултанта која функционира
според некои непознати критериуми секогаш е изненадувачка и за оние кои мислат дека ја кројат, но и за оние кои мислат дека знаат да ја прекогнираат со помош на своите вродени дарови за пророштво. Но едните и другите се само залажуваат затоа што постојат инстанции и структури кои се непознати на нашите когнитивни моќи, кои мимо нас и мимо нашите желби проектираат една состојба, една реалност која сите ние мора да ја восприемаме и да бидеме дел од неа, без оглед дали таа ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Ние во склоп со нашите преференции можеме да изгенерираме одредени состојби емоционални во однос на сите тие феномени. Од една страна може да се согласиме со реалноста, да бидеме трпеливи, нали, според една стара, мудра трпение спасение, а може и да бидеме револуционерно настроени, т.е. да не ја прифаќаме таа реалност, па да фатиме да се организираме во фасци ди комбатименто, што би рекол Мусолини, значи во групации на отпорот, меѓутоа, или на борба, меѓутоа, едното и другото како да е сосема ирационално, затоа што живееме во сосема променет свет, свет кој е премногу комплексен за да се решава преку револуционерни обиди, нели, траектории, но исто така и премногу длабок и поливалентен за да една структура може да наметне некоја своја волја и таа да биде безпоговорно воспоставена како еден вид реалност. Во тој смисол ние пловиме по овој океан од можни изненадувања и често пати наидуваме на сосема неочекувани ситуации кои во нас предизвикуваат чудење, па некојаш дури констернација, зависи дали се повеќе или помалце екстремни тие позиции. Како и да е, доаѓајќи од белиот и бескрајен свет во нашата мала државичка, гледаме дека нештата почнуваат да одат по некој тек кој едноставно може би е изненадувачки за некои аналитичари, но исто така и очекуван за други. Например, може би најинтема сега моментално е креирањето на новата влада од страна на мандатарот господинот Зоран Заев, кој едноставно ги изнесе тие имиња. Некои викаат дека таа влада ја составувала лично Могерини или заедно ја составувале на кревет со душеци наполнети од ноеви перија. Но како и да е, би рекол дека работите идат по некој правец, ќе видиме како ќе се случуваат другите нешта. Еве сега имаме некој ретерирање од страна на Беса со своите 5 пратеници и исто така мудриот Тачи кој се држи на страна и чека да се отворат картите за да се позиционира на најдобар можен начин. 62 претеника не гарантира многу стабилност, но од друга страна ја имаме онаа ситуација на длабоката држава која ја поддржува оваа влада, па дури со 60,5 може би таа влада би можела да функционира, да речеме со пола тело на некој од пратениците или со една рака, да речеме 60 пратеника и една мумифицирана рака на некој исто пратеник би била доволна, да речеме, за длабоката држава сето тоа да го заштрафи и да го држи до безсвест. Но од друга страна и самата длабока држава има своји проблеми и внатре во длабоката држава, значи во самото блато не е само едно чудовиште, има повише чудовишта кои се борат за предоминација, но исто така и самите непријатели на чудовиштето од длабоката држава, тоест од мочуриштето, се исто така спремни и мислам дека нивниот капацитет е пораснат. Вака, сумирајќи ја ситуацијата, да прокопаме малце и да истражуваме што всушност се случи со Беса, зашто тие не партиципираат во оваа нова влада, кога може да добијат одредени позиции
да речеме на власт некои министерски места и да ја зацврстат својата структура на тој начин, со тоа што ќе испумпаат одредени средства од системот и ќе ги употребат во разни сврхи, например пропагандни сврхи, или исто така може да се воспостави една микрокорупција која би потегнала други структури внатре во таа партија, но едноставно тие одлучија да останат надвор, и тоа можеме да го анализираме на две нивоа. Значи, некој многу моќен фактор ги советувал да не влегуваат сега во оваа влада, прибидејќи таа влада ќе биде со кратко дејствие и за потребите на длабоката држава да го смени името на Република Македонија, те да ја набута во НАТО, и после тоа таа влада ќе биде сосема неупотреблива. Прво, пред народот ќе биде сосема компрометирана, народот ќе изгуби секаква доверба во таков тип на влада што ќе го смени името, и таа влада веќе може да си подпише смртна пресуда во однос на политичката сцена. Поточно кажано, таа партиска, да речем, политичка структура ќе биде веќе тотално ирелевантна на македонската политичка сцена, но втората, конкурентот, нели, опозицијата визави оваа позиција, најновата позиција, која би дошла природно како реакција на народот поради таква една продавничка, да речеме, капитулантска политика, ќе зацари, ќе едноставно ќе го земе миразот од менувањето на името, па ќе поентира и ќе профитира од таа ситуација. Значи, многу луѓе, многу аналитичари, многу мислители, политиколози, промислувајќи, доаѓаат до конклузии дека всушност ЗЕКО е само еден патци, нели, всушност еден експериментален зајак, или ако сакате стаорец, кој е тука донесен да ја одработи гнасната работа, која народот тешко ќе ја проголта, но на сила, еве, како што го избра господин Талјат Џафери, нели, на еден паралелен, непротоколарен начин, кршејќи ги сите тие деловнички прописи. Така исто може да се случи со измената на името, може да дојде и до апрайзинг, а може би и не, затоа што веќе најдоа модус како тоа да го прават, а тоа го прават со кемтрейловите, со прскање на седативи, и затоа сите сме како измрцварени. Цело време сме поспани, ни се спие, мислите тешко се артикулираат, цело време имаме желба да одмараме, да ги наслониме своите тешки глави врз некоја мека перница и тука да медитираме додека не дојде сонот, а потоа повторно со нова надеж. И све така, но едноставно, како што рекоа мудрите, малите нации, малите народи се предодредени да им бидат слуги и трабанти на големите сили и безпоговорно да ги слушаат нивните желби. Тоа е тешко откритие, но тие што имаат подолг државнички стаж, ние секако не го имаме, 25 години во однос на историјата на политиката е минорна работа, и ние дури сега ги доживуваме тие детски болести и се соочуваме со тврдата реалност, со реал политиката, со она што всушност е, со самата моќ политичка, која е бескрупулозна и која едноставно не знае за пардон, таа е неемоционална, таа едноставно знае само за воспоставување на својата волја безпоговорно. Тоа е еден вид на диктатура, нели, но таа диктатура може да биде било каква. Рековме дека живееме во постидеолошко време, кога веќе нема чисти идеологии. Таа може да има, да речеме, 30% комунизам, 20% либерализам, 40% фашизам, 4-5% социјалдемократија и нешто малце нацизам, и едноставно тоа, да речеме, една политичка гарнитура која функционира. Може тој рецепт да биде и во други промери, но едноставно се работи за чист опортунизам. Значи, во постидеолошкото време, кога идеологиите се
деструирани и атомизирани и кога секоја политичка провиниенција создава еклектична идеологија која ја пласира во предизборната кампања како сет од ветувања кон граѓанството, можеме да кажеме дека веќе оние чисти идеолошки курсеви се пропаднати, тие веќе ги нема и постои на нивно место само еден страотен опортунизам кој е добро замаскиран со разни флоскули, со разни мимикри, нели, со разни маски идеолошки и едноставно тоа се све мозаици од разни идеолошки структури кои се така компонирани да едноставно им годат на ушите на гласачите. И тоа и се случи веројатно во последно време. Многу луѓе гласа за Социјалдемократскиот сојуз неочекувано многу. Значи за 2 години вие да надокнадите 200.000 разлика, тоест да успеете да придобиете 180.000 на своја страна, се работи веројатно за тотално отклонување од класичната идеологија што ја имале, да речем, наследена од времето на комунизмот или социјализмот, ако сакате, и едноставно со сет ветувања кои звучат убаво, бајословно, нели? А народот секако е преживувач, тој мора да преживее на некој начин и секоја музика која функционира по нотите на зголемување на нивните надници, веднаш ја прави таа политичка провиниенција пријателска и пожелна. Па така и господинот Заев со неговата платформа, тој е Социјалдемократскиот сојуз, со нивната платформа успеа да се наметне. Но што потоа? Што би рекол Чернишевски, што сделат, што да се прави, нели, но тешко дека од детерот од небесата ќе дојде глас што да се прави. Веројатно во момент на луцидност и во момент на освестување тие ќе се судрат со една страотна реалност, ќе сватат дека длабоката држава не ги доведе бадијала на тронот и дека се тоа кошта, дека треба да се плати, а тоа навистина кошта многу и веројатно едноставно после менувањето на името и добивање на некои принадлежности од тој тип ќе бидат брзо елиминирани, посебно што 62 пратеника не се некој гарант за долго и благополучно владење. 2 пратеника може секогаш да бидат купени или да бидат на некој начин приморани да предат кај другиот табор или да отстапат од коалицијата и веќе вие немате влада. Но тоа се игри кои ќе видиме како ќе се случуваат во иднина. Во секој случај би рекол дека ова што Беса отстапи на некој начин ја комплицира работата на Социјалдемократскиот сојуз и на господинот Заев како мандатар, како иден премиер. Всушност би рекол дека тука веќе заигра повторно комплексната меѓународна сцена. Мислам дека тука сигурно добиле депеша од султанот, од нашиот пријател Реджеп Таип, нели, Ердоган, кој на некој начин е прилично близок со овие структури на ВМРО и со председателот Иванов, а најблизок со председателот на Руската Федерација, господинот Владимир Владомирович Пјутин. И на тој начин, веројатно, дојде на таа сугестија Беса да се тргне. Но тоа не е на штета на Беса, затоа што се претпоставува дека на следните избори Беса во најмала рака, дури и сега според оние анкети што ги имаше Ири, Беса е веќе на исто ниво како Дуи и со тенденција да ја надмине и да ја помине, а потоа по новите парламентарни избори ќе биде веројатно најсериозниот кандидат за влада заедно со ВМРО ДПМН и заедно со мудриот Тачи, кој го најде своето место многу брзо, неговото искуство, неговата интелигенција едноставно најдоа начин како тоа да го обсервираат од пристојна дистанца и да бараат своји стратегиски решенија во чекањето, во трпението, што е од секогаш била една добра карта, нели,
кога се работи за такви позиции, за какви гледаме дека има тука пред се на ниво на ДПА, и сега тука БЕС и ДПА заедно имаат 7 пратеника, меѓутоа според Ири БЕС би имала 7 пратеника, значи 7 и 2 9, а може би и Тачи би го покачал својот рейтинг за сметка на села, па би добил, да речеме, 3, еве ги тие 10 пратеника, но доколку се одолжат парламентарните избори, верувам дека БЕС може да го надмине, дуи да стане, да речеме, партија со 10, па дури и 15 пратеника, дуи да се сроза и да падне на мизерни гранки и на тој начин да биде истерана од владетелските кругови, и тоа би бил тотален дебакл за командантите кои потоа ќе ги проголта темнината, нели? Исто како што СЈО најавува апсење на одредени велможи од противничката страна, од досегашните владетели, така ќе се случи да самата БЕС, нели, како конкурент, ги испоапси сите тие, да речеме, паши, бегови во албанската етничка заедница, на кои се многу кивни, многу луѓе. Тоа гледаме дека самата БЕС изнекна екс нихило како печурка после дожд и стана релевантен политички играч, а да не збориме за оние 70.000 гласа кои беа дадени на контото на СДСМ или Ш, како сакате, свеедно. Whatever. Во секој случај, патриотизмот, како што рече господинот Заев, не е нивната примарна цел. Тие се космополити и едноставно она што е нивно кредо е хуманизмот, еден општ хуманизам, и тоа е тоа што треба да се забележи и прибележи, па на тој начин и профитира веројатно со таа отвореност кон неутрализирање на националното чувство од една страна, но од друга страна токму албанскиот фактор, поради тоа национално чувство, поради нивниот национализам и поради нивните соништа за голема Албанија, го искористија тоа патриотско ретерирање на господинот Заев и на СДС и едноставно влегоа во еден чудесен аранжман кој требаше да биде дефинитивно победоносен for long time, но всушност се случи нешто чудно, што вика еден чудесен шахист по име Боби Фишер: Chess, Mat, Fuck, Pat. Квинтесенција со Ацо Станковски. Еве повторно, драги слушатели, доаѓаме до самиот финиш на ова издание на Квинтесенција, каде што се обидовме малце да прочепркаме низ сите тие таинствени коридори на моќта, на свеста, за моќта, за политичкото, за разните комбинаторики, и навистина толку е све комплексно што тешко може да се предвиди самата иднина, и тоа тешко би било за следните неколку недели, а камоли за месеци или години. Но има разни предвидувачи, разни пророци, повеќето од нив се фейковани, значи лажни, тоа со тапија, но тие не престануваат да пророкуваат затоа што во нивните жили тече една таква волја за моќ, една субстанца која ги тера цело време да се наметнуваат на средината со своите проекции. А тоа само Господ го знае и ретко некој аскета кој тешко ќе го најдете во Скопје. Може би некаде во внатрешноста, во некоја пештера каде што созерцува, но тешко тука на овие булевари, во овие кафани. А тие делуваат главном во тие кафани, нели? Тука се они неприкосновени, тоа се нивните трибини, тука се нивните форуми каде што они изнесуваат најразлични впечатоци, промисли и визии. Но во секој случај може да се каже дека оваа влада на господинот Заев и на СДСМ е веројатно или Ш, како беше ПДШ, или не е ни битно тоа, конечно да се само мали полкови мрежи, но би рекол дека таа влада е на глинени нозе. Значи со 52 пратеника и плюс во ситуација кога некои членови на длабоката држава по службена должност ќе треба веќе да отстапат,
a neki ima veke podpirači isto taka i vo Brisel, će dojde do smena na ovije evrobirokrati naskoro i koga će se sluči toj moment tije će izgubat podrška, a nivните oponenti povtorno će zacarat vrst sredinata i to što ovije će go pravat, dokoliko dojde do izvesen revanšizam, će si go dobijat isto to. I konečno će počne to apsenje na političari vo Makedonija, što izostane ovije 25 godina, a nekoj promosljivači baš govorat za to, deka poradi toa nesankcioniranje na mrakobesieto i na voluntirizmot i na site možni prekršuvanja na principite na vladenje, na cijeli grupaciji političari dovedeni smo do ovakvo dereče koga veke ogromen del od institucijite se paralizirani, blokirani od gubenja na jedan princip koji je mnogo bitan za smetka na uspostavljanje na nekakvi tajinstveni relaciji i interakciji koji gi gledame sve poveke i poveke ne samo na domašan plan, konečno domašnji od politički plan je samo jedan mal segment od globalni od politički plan koji всушност je rodonačalnik na site ovije procesi, na site ovije mehanizmi koji se создадува во последните 30 години. Пред се отпадот на железната завеса, пред тоа имаше многу повеќе контрола и многу повеќе интроспекција, но после тоа предавство на горби и падот на комунизмот во Евроазија, едноставно го имаме тоа што го имаме, всушност чисто опортунизам, каде што капиталот е главната цел и на тој начин се градат тие пирамиди на моќта. Значи, тоа е една влада која е на глинени нозе и која многу брзо може да се распадне. Како добронамерен граѓанин кој секогаш бил лојален на државата и легалист, би им препорачал да не се бават премногу со некаков реваншизам, а пред се да не удрат по проектот Скопје 2014, например по преместување на спомениците или рушење на спомениците или повторно враќање на старите офуцани и дотрајани фасади. Тоа би била катастрофална грешка, зашто на тој начин би го испровоцирале народот повторно да се крене, а овој пат би се кренал со фуриозен бес и огромна лутина и тоа било фатално за оваа и така нестабилна влада со само 62 пратеника и внатре во самите структури на ова парламентарно мнозинство може да дојде до разни колебања и до разни напади од страна и од внатре, но ќе видиме како сето тоа ќе иде. Меѓутоа, нивната прилично нестабилна позиција да се оптоварува со одредени политички, дневно-политички тригери кои би го иритирале и провоцирале населението, тоест граѓаните на Македонија, како што оние мајмуни од архитекти најавуваат тие isfrusтрирани, скомплексирани, некреативни и завидливи суштества, демек да се вратат фасадите како што биле. Па не е поентата само во фасадите, туку и во самата изолација. Тоа куче да врзеш не седеше во владата порано. Имав прилика да бидам член на една комисија, long time ago, во времето на Љупчо Георгиевски. Таа комисија беше за проектите од ликовна дејност, заедно со Владо Величковски како председател на комисијата и Конча Пирковска, исто член, а ја член. Тука инсайдер беше Зоја, нашата прекрасна колешка. Едноставно, тоа беше февруар месец и можам да ви кажам дека во онаа лименка сите измрзнавме и се испоразболевме до пневмонија. Но сега, иако е неокласицистички овој изглед, тука се ставени фантастични изолацијски средства и сега е сосема поинаку. Сега имаме заштедување од преку 70% на топлината и така натака. И воопшто би било одвратно пред граѓанството да почне еден таков процес на десолуција или преместување на споменикот на Александар Македонски за да им се направи атер на грците. Тоа све може да биде контрапродуктивно и едноставно
со такви непромислени акти, а додворувачки акти, типични за една политичка групација која нема нити идеи, нити визија, нити капацитет за спроведување на сето тоа, едноставно ќе дојде до апрайзинг и македонскиот народ може да ги обори, повторно да ги фрли во Вардар или да ги згази било што друго. Затоа треба да бидат умни и да влечат суптилни и не така драконски потези. Ова беше, драги слушатели, квинтесенција со Ацо Станковски, Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 29 мај 2017 лето Божие. Со мене вечерва беше прекрасниот Далибор Зафировски и Дине Вучков у позадина, како еден представник на длабоката држава, но со племенити својства, нели, со доблесни својства. Јас ве поздравувам и ви посакувам убави попладневни моменти и прекрасна квечерина. Ова беше квинтесенција, ве поздравувам и до слушање. Квинтесенција со Ацо Станковски.